После повеќе децении, жителите на штипската приградска населба Чардаклија наместо техничка вода од бунарите на Македонка ќе добиваат вода од јавниот водовод. Станува збор за инвестиција од 5,5 милиони денари. Цевководот во должина од 1500 метри ќе поминува под магистралниот пат Штип-Кочани. Денес заменик градоначалникот на општина Штип Јане Миланов и директорот на јавното предпријатие ИСАР Живко Тасев беа на увид во градежните активности за изградба на водоводната линија. На овој начин конечно жителите на село Чардаклија, вкупно околу 920, односно околу 70 семејства ќе добијат конечно чиста и здрава вода за пиење. Ова практично е втора ваква инвестиција од ваков тип, бидејќи претходно во населба Балканска со инвестиција вредна околу 22 милиони денари беше решен проблемот за водоснабдување, со што околу 600 жители на оваа населба исто добија конечно здрава и чиста вода за пиење. За неколку дена би требало да заврши првата фаза од поставувањето на 200 метри цевковод, пошто ќе се премине кон поставување водоводни цевки и кон Чардаклија. Кон оваа водоводна мрежа, освен жителите на Чардаклија, ќе бидат приклучени и повеќето стопански објекти во околината. Овој проект е дел од ветувањата дадени од страна на локалната власт, дознаваме од директорот на јавното предпријатие ИСАР Живко Тасев. Ние во овој 4-годишен мандат ветивме Балканска, Чардаклија и населје да добијат вода од нашата филтер станица. Балканска веќе доби вода, останува Чардаклија оваа година, ако можеме да успееме до ново во зависност од временските услови, нормално доаѓаат и зимни периоди, а во наредната година да добие и населје вода од нашата филтер станица. Што се однесува до водоводната линија 2, се уште е во неизвестност кога ќе се започне со активности. Тасев рече дека се очекуваат средствата кои беа предвидени за изградба на карго аеродромот. Станува збор за околу 2 милиони евра.